Колку се клучни за домашната економија, толку се ризик во моментов за влошување на состојбата со коронавирусот. Печалбарите кои минатата година поради пандемијата не ја посетија земјава масовно, годинава се очекува да навалат. Академик Абдулменав Беџети вели дека тие се клучни за стопанството. Без разлика што минатата година не дојдоа во голем број, сепак нивните пари влегле во државава. Оваа година, според него, прогнозите се дека ќе остават над 2 милиарди евра. Некаде 1,5 милиони евра во минатата година влегувајте во податоците на Народна банка, впрочем тоа гувернерката го искажа и го призна дека тоа е најголемиот придонес за наша економија. Жално е што ние ништо не правиме за нив, колку што тие прават за нас. Така да оваа година, веројатно, тоа затварање што беше, на некој начин очекувам лично дека ќе експлодира. И дека тие 1,5 милиарда ќе стигнат дури и над 2 милиарди, затоа што и тие веќе едва и чекат да престојуват и да доаѓат. На овие очекувања од експертите, лекарите не гледаат баш со оптимизам околу состојбата со вирусот. Опасноста, велат, се уште постои и покрај масовната вакцинација во светот. Не можеме да сме комотни и во ова ситуација, тоа ќе трае месец, 2 месеца, можеби и 3, додека се заврши вакцинацијата, така да опасностите уште би рекол дека постојат. Најголем ризик би било тие што се инфицирани или па има група популација која што не е вакцинирана, која може да пренесе. Иселениците кои се најбројни во Полошкиот крај, традиционално летен период доаѓаат најмногу поради семејните веселби, а токму групирањата се најголем ризик за ширење на вирусот. Доколку надлежните ги олабават мерките и дозволат свадби, со сигурност во Тетовско ќе ги има многу, што може да придонесе за влошување на состојбата со заразени, која после долго време во моментов е смирена.